Најнапред констатираме дека предизборниот молк беше прекршуван во голем број случаи, навистина голем број случаи во целата земја. Гласањето во Кичево и Струга наспроти стравувањата протече релативно мирно. Но останува допрва да се видат последиците од националистичката риторика, започната уште во текот на предизборната кампања, а која може да резултира со понатамошно ескалирање на меѓуетничките односи, тензии и конфликти. Тепачки расправи се регистрирани во општините Шуто, Ризари, Могила и Чаир. Евидентирање на гласачите од страна на партиски активисти се забележува во голем број општини во државата, што представува притисок врз гласачите. Се регистрира и голем број лица кои не се наоѓаат на избирачките списоци во повеќе општини, меѓу кои се и Долдени, Дебреште, Куманово, Тетово, Теарци и така натаму. Од друга страна, гласачи кои сакале да гласаат, им било кажано дека веќе гласале, односно некој друг гласал наместо нив. Партиски активисти ги собираа гласачите денеска од нивните живеалишта и организирано ги носеа на гласање. Во неколку случаи нашите наблюдувачи регистрираа лица кои гласале и по два пати со различни лични документи. Ова е придружено со поголем број случаи каде лампите не функционирале или не се користеле воопшто во текот на гласањето. Групно и семено гласање се регистрира во повеќе општини, исто така на повеќе места се забележува повреда на тајноста на гласањето од страна на гласачите. Самите покажувале за кого гласале. Во неколку општини се забележаа и така наречените бугарски возови. Успешно се справиле комисиите во два наврата. Малцинските заедници се жалат на сериозни притисоци и уцени во голем број општини во Република Македонија. Многу информации доаѓаат до цивил и за купување гласови. Пари, храна, долгови во дуќани и многу други форми на подкуп се забележани низ целата земја. Меѓу останатите, вакви случаи се забележани во Пластица, Кичево, Куманово, Кавадарци, Тетово и така натаму. Агитирањето на денот на гласање се забележува во повеќе општини, вклучувајќи го Куманово, Чашка, Кичево, Чаир, Зелениково и така натаму. Особено проблематична е злоупотребата на деца кои на денот на гласање веат партиски или етнички знамиња. Злоупотреби се забележани од страна на професори во неколку средни училишта во Скопје денеска. Од учениците е барано да гласаат за одредена политичка партија, оние што се малолетни, а тоа истото да го докажат со снимка од мобилен телефон, а во замена за тоа им е ветувано поправање на лошите оценки. Шуто Ризари се издвојува по бројот на инциденти, тепачки, подкуп, превоз на гласачи, попречување на работата и заканите до новинарите, попречување на гласачите да гласаат и така натаму. Забележани се увезени гласачи од Албанија во пограничните општини, односно гласачи кои користат албански пасош за гласање. Фотографирање на гласачките ливчиња за да се послужат за доказ дека некој гласал за одредена партија, исто така беше регистрирано во повеќе наврати. Според информациите од наблюдувачите на цивил, до 18 часот се забележуваат тензии, односно групирање на активисти од опонентни партии во Прилеп, Липково и Велес. Денеска имаше и директна закана од партиски активист на една партија до наш наблюдувач во една општина. Имаше и спречување на наблюдувачите на цивил од страна на избирачките одбори во Скопје, Крива Паланка, Куманово и Велес со образложение дека немаат писмени потврди од ДИК, наспроти уредните акредитации токму од ДИК и легитимациите од цивил. По нашата реакција во ДИК, оваа ситуација сепак не се промени во целост. Имаме и основан сомнеж во случајот на лажно представување на двајца наблюдувачи во името на цивил. Високи државни функционери и пратеници денеска беа партиски наблюдувачи во Кичево, нешто што е дозволено со закон, меѓутоа не сме сигурни во легитимноста на таквото однесување. По гласањето на изнемоштените лица во саботата, кои научни на председателите на изборните комисии, пликовите со гласачките листови си ги понеле дома.
Тајноста на личните податоци беше повредувана во голем дел случаи, во голем број случаи во текот на предизборната кампања, како и за време на предизборниот молк на многу различни начини. На крајот, би сакале, во името на Цивил Центар за Слобода, да апелираме до сите граѓанки и граѓани на Република Македонија да се воздржат од славеничко пукање и друг вид насилство во текот на предстојните часови пред или по соопштување на изборните резултати.